Еве сме ние назад во студиото, јас и Јована со она централна тема која што неколку пати ова утро ја најавивме, фактите и вистината наспрема митовите и невистинитите информации поврзани со коронавирусот, што знаеме, што мислиме дека знаеме, а што во суштина се знае, колку медиумите можат да шират дезинформации или да креваат паника кај населението, кога станува збор токму за овој нов коронавирус. Засега во Република Македонија само еден потврден случај. Наши гости ќе бидат доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје, член на комисијата при владата на Република Македонија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добре нашла. И нашата колешка од информативната редакција Сања Димитровска, задолжена за темите со здравството. Добро утро и на тебе, Сања. Добро утро. Ја морам прво да го прашам докторот, бидејќи вие први излеговте на пресконференција со премиерот на Република Македонија, со министрот за здравство, кога се обзнани она дека веќе е регистриран еден случај. Како сте задоволни од досегашното информирање од медиумите, кој што е многу важно во однос на кревањето паника и оние лажни вести поврзани со коронавирусот? Добро утро, чест ми е да гостувам во вашата емисија. Во однос на прашањето би одговорил дека лично сум задоволен како медиумите известуваат, како не се прави лажна паника и лажни дезинформации, да речам објективно се информираат фактите кои што се случуваат во нашата држава. Прво, второ, за сите пресконференции и изјави од Министерството за здравство, министерот или моја, коректно се пренесени информациите. Нема лажни додавања или лажни размислувања или новинарски толкувања на фактите за коронавирусот. Го поздравувам тој тип на информирање и очекувам дека ќе продолжи во периодот што е пред нас, заради тоа што лично многу пати ме прашаа до сега што ќе се случува со коронавирусот, дали сезонскиот грип ќе го поклопи коронавирусот или дали за неколку дена кога ќе биде 25 степени ќе престане коронавирусот, веднаш да ја расчистиме работата. Коронавирусот и вирусот на сезонскиот грип или ние наречената инфлуенца, домашно речена инфлуенца или сезонски грип, со самото навлегување на потопли денови, односно температурата ќе биде над 20 степени, лично очекувам дека бројот на заболените лица ќе се намалува, макар да и сегашниот број и тренд кој што покажува сезонскиот грип е лажно зголемен. Тоа неколку пати сум го рекол, заради тоа што народот мора да знае следното. Не сите заболувања на респираторниот систем во сезона на грип се грип. Затоа што имаме многу вируси кои што даваат многу слична клиничка симптоматологија, многу компликации, меѓутоа не се викаат грип. Зошто? Не даваат таков тип на компликации. Прво, имаме респираторни синцитијални вируси, риновируси, аденовируси, параинфлуенца вируси, па доаѓаат инфлуенца вируси. Со други зборови, има повеќе причинители на заболувања слични на грип. Затоа и сега така ги толкуваме и така ги пријавуваат колегите инфлуенца like illness, заболувања слични на грип. Меѓутоа, на неколку прашања од новинарите, дали е сезоната, моментот да ги затвориме училиштата. Зошто? Заради тоа што голем дел од децата не доаѓаат или не посетуваат редовна настава. Одговорот мој беше, а и сега е истиот, дека не секое заболување е грип, као прво. Второ, голем дел од деца со кои што сме биле во контакт преку родители, а и сопругата ми е просветен работник, предава во гимназија, на прашањето колку ви фалат ученици, 4, 5, 6, 7. На 35 ученици, 4, 5, 6, меѓутоа не заради болест. Такмичење по англиски, такмичење по германски, проект во Германија, проект онамо, значи дел од нив стварно се отсетни. А и тие деца што доаѓаат со респираторна симптоматологија не покажуваат компликации. Стално велам, младите имаат симптоми, меѓутоа кај постарите лица, генерациите над 60 години, овие симптоми се потешки, со потешки компликации кои што можат да завршат ем смртно, ем на лекување со запалење плуќа. Така. За Сања само е исто во прашање, извини Јована, во однос на новинар секојаш сака нешто повеќе да дознае, колку се отворени моментално и доктор Караджовски, министрот за вистински прашања и вистински одговори. Па добро, морам да кажам дека
како прво јас лично како новинар, но и медиумот кај што работам, не дезинформираме, барем кога имаме вакви ситуации, туку секогаш се обидуваме професионално да ги информираме граѓаните, бидејќи сепак тоа е нешто од кое што сме засегнати речиси сите, односно е закана во целиот свет. Сега колку ни се достапни, можам да кажам дека добро се организира овие денови, имаме 2 пати дневно изјави, информации и сите тие односно дали имаме или немаме ново заболени, ги добиваме токму од Министерството, односно не вратиме по доктори па да ни кажат слушај имаме сомнителен, немаме, па чекајте да ви потврдиме. Бидејќи такви неофицијални информации може само да ја зголемат паниката, а во вакви случаи кога се известува во живо за вакви работи, ние мора да ги мериме зборовите кои што ги употребуваме, да внимаваме како се изразуваме, затоа што со самото наше изразување фактички можеме да создадеме паника, односно да го смириме населението, така да мислам дека овој период се достапни сега сите тие мерки што ги преземаа, дали се доволни или не, тоа ќе го анализираме кога сето тоа ќе заврши. Меѓутоа овој период можам да кажам дека навистина добиваме информации барем 2 пати дневно за се она што се случува и што е поврзано со коронавирусот. Така. Сега секакви информации веќе слушнавме, благодарение на сето она што го правевме и ние како медиум. Меѓутоа, добро е да почнеме од почеток поради ова ваше гостување овде. Да. Што се случува со коронавирусот? Дали е закана од која што треба да стравуваме, нека биде вака. Значи, себе се рачунам за еден од најголемите професионалци во државата. За ниедна работа во држава во моментот 2 пати дневно никој не добива информација. За ниедна тема, дали е економија, дали е здравство, дали е просвета, дали е судство, 2 пати дневно нема информација како што има во моментов од Нова година па навака. На прашањето што се случува во моментот. Коронавирусот е нешто што е познато и во изминатите години наносат. Меѓутоа, коронавирусот или новел коронавирус или нов коронавирус или COVID-19, најновото стручно име, датира од 15 декември 2019 година. Коронавирусот грубо спаѓа во групата на коронавируси, кои што се поодамна познати. Еден од нив е MERS коронавирус. Го има на Блискиот Исток, се пренесува од домашни и диви животни и лица кои што имаат непосреден контакт со нив. Значи, камилско млеко, млеко од неварено, термички необработено, допир со домашни и диви животни, го пренесува MERS коронавирус. SARS, од истата група на заболувања, во 2003 на 2004, многу потешко заболување од сегашниот вирус, посмртоносно, него се манифестираше со помал број на заболени. Тоа е круцијалната разлика. И сега доаѓаме до нашево што денеска не интересира. COVID-19, јас ќе го викам така од стручен аспект, за прв пат се појави во Кина, октомври и ноември 2019 година, при што Вухан градот или Вуан или Вухан со 11 милиона жители и Хуабей провинција со 56 милиона жители, ги кажувам бројките за да сватите колку е тоа различно од нашава држава со 2 милиона жители или колку не има, можда и малце помалку. Значи, кога некој ќе ни рече во една држава дали може да се спречи, да се превенира ширењето на една болест, може доколку населението е веднаш и редовно и константно, континуирано информирано за актуелната состојба. Веројатно на почеток на заболувањето или на почеток на ширењето на заболувањето, тоа излезе од контрола, во смисол, мислејќи дека ќе ја спречат појавата на ова заболување, Народна република Кина не превзеде веднаш ригорозни мерки за превенција. Меѓутоа, ајде вака да разговараме. Како ќе превенираш движење на 56 милиона луѓе? Со други зборови, имаш опција да се стави во кордон или коридор, што Кина и го направи тоа. Понатака, не заборавите дека Кина има 1 милиарда и 400 милиона жители. Дека 400 милиона жители се константно во движење. Дали внатрешно движење, авионско, транспортно или надворешно. 400 милиона жители. Тоа е без малку колку 2/3 Европа. Так. Замислете да се стави тоа во погон на движење, што со авиони, што со автобуси и возила. Понатака, оној момент кога бројот почна да се зголемува, ние почнавме од неколку десетини случаи. За нас беше, знаете колку далеку Кина.
светлосни години. Зошто? Па во крајна линија километрите го чинат своето. Меѓутоа, оно што стално го кажувам, за било кое заразно заболување во 21. век потребни се 2 трансфера со 2 авионски превози. Се сложуваме. Значи, Кина Доха, Кина Дубај, Кина Истанбул, Истанбул Скопје. Во истиот ден ние го имаме пациентот од Кина во Скопје. Затоа и ланската година коментирав, кога го имавме која имавме состојбата со морбили и заболувањето со мали сипаници, дека бројот на заболените ќе се зголемува. Ланската година, само една дигресија во 2 реченици, никој не веруваше дека ќе се случи тоа што се случи. Меѓутоа, јас прогнозирав, не играм спортска прогноза па да прогнозирам, меѓутоа, прогнозирав дека народот не знае со каков ѓавол во наводници се има зафатено, односно, што ни се случува во државата. На толку невакцинирани колку што беа со некои 10-12 години наназад, ние имавме огромен број на лица кои што беа невакцинирани. Тие невакцинирани лица заболеа. Сега, бројот на трансфери и транспорти го донесува вирусот низ цела Кина. Сега, актуелната состојба, за да ви одговорам колку е тоа страшно. За Кина би ви рекол дека е многу страшно, заради бројот на заболените, кој што е плюс-минус 80.000, бројот на умрените, кој што е само во регионот Хуабеј 2800, апсолутно огромен број на мртви и огромен број на заболени. Падот на економијата. Кина внесе 173 милиарди долари за да спречи економски пад на државата, стопанството да не им крахира. Меѓутоа, ова што го кажувам ја, на сите им е јасно дека бројот на тие луѓе кои што биле заради бизнис, заради патување, не заборавете дека кинески гости има и во нашата држава, а и низ цела Европа. Тие сакаат да се запознаат со историјата, со културата, со националностите во државиве, со стилот на живот, со исхрана, со се она што се вика 21 век и размена на пари, стока, капитал, луѓе и така натака. Дел од тие луѓе допатува и во Европа. На први поглед, знаете како испаѓа? Па што ако дошле во Европа? Проблемот е што тие тамо не го поминале периодот на инкубација од минимум 14 дена. Дали е опасно заболувањето? После период од просечно 5 дена, меѓутоа од 1 до 14 дена е инкубационен период. Ако не сте го поминале тој период во Кина и сте дошли на наша територија или на територија на европска држава, ете ја болеста. Значи, што се случува во Европа и дали е проблем? Да, проблем има. Оние луѓе кои што пред месец или 2 биле во контакт со лица од Кина, дали што дошле вамо или нивни што биле тамо па се вратиле назад, проблемот е непотполна инкубација или инкубација на своја територија. Што ни се случува во моментот? Заболувањето се манифестира со 3 типа на болест. Лесна клиничка слика, средна клиничка слика и многу тешка што завршува смртоносно. Во проценти, 80 до 85% од заболувањата се со лесна и средно тешка клиничка слика, која се манифестира со следните симптоми. Најважно и најтешки се следните. Упорно, суво, надразнително кашлање. Треска и температура над 38,5 и отежнато дишење. Веднаш на прашањето, дали се тоа слични симптоми на грип? Да, само различен е причинителот. Дали и од грип се умира? Да, многу повеќе. Значи, кога некој ќе ме праша, ајде стави на вага што е поважно или по-болно или страшно. Сезонскиот грип, од кој што умираат илјадници луѓе во светот, или, па и во нашата држава, лани имавме 28 умрени, годинава веќе имаме неколку смртни случаи. Меѓутоа, лекувањето е потешко, заради тоа што во 24 сата клиничката слика кај тешките случаи може да се компрометира и да заврши смртно. Главното прашање од све, кој ни заболува од оваа болест? Согласно она што го имаме досега добиено од Кина, дека над 70% од луѓето се на возраст над 60 и 65 години. Многу сличен морбидитет имаме и од грип. Што е разликата? Од грип заболуваат и мали деца на ниска возраст, значи мала возраст, 5, 10, 12, 15 години, со бронхит и бронхопнеумонија. Сега на другата страна е вртам приказната. Постарите лица со така наречен коморбидитет, тие што имаат диабет, кардиоваскуларни заболувања, тие што имаат
церебрални заболувања, тие што се на зрачна терапија, тие што имаат малигни заболувања, се поприемчиви. Кај нив кој ќе се донесе вирусот во организмот, тој во математичка прогресија се размножува, веднаш ги легнува, заболуваат од тешко заболување кое што најчесто се манифестира со запалење плуќа, откажуваат белите дробови, луѓето се ставаат на респиратор и починуваат. Значи, објективно, за да ја смириме јавноста, лицето што во моментот, женската особа која што е на инфективната клиника, е со средно тешка клиничка слика, со манифестирана заболување на белите дробови, со инкубационен период кој што го поминала во Кина, во Италија, во Милано, беше диагностицирана во нашиот институт за јавно здравје на вирусологија, се докаже дека е позитивна, веднаш ја пренесовме на инфективна клиника, каде што лицето беше хоспитализирано и под полн медицински третман за ова заболување. Сега нормално ќе ме прашате, а кои се останатите, нели? Сега предпоставувам дека следното прашање би било од каде дојде таа жена, нели? Да. Па не, ја би се надоврзала, ќе ве прашаме од каде дојде, меѓутоа за ова сега што го зборувавте за грипот. Ние за 2 месеци имаме ова сезона 20 повеќе од 20.000 заболени од грип и имаме 3 смртни случаи. За 2 месеци од коронавирус во цел свет имаме сума сумарум околу 100.000 лица, значи ова коронавирусот не е толку заразен. Меѓутоа мене ме интересира веќе ако правиме споредба со грип. Дали која еве сега сум прележала коронавирус, сум имала лесна клиничка слика, сум ја поминала болеста. Ако за неколку дена отидам во Ломбардија и Венето во Италија, кај што е жариштето, дали може пак да заболам од корона? Значи, за разлика од некои заразни заболувања кои што оставаат траен имунитет. Ова не е таква болест. Значи, на денешен ден ние сме биле болни од грип, сезонски грип. Едва и сме прекрцале, што се вика, со бронхити, со запалење плуќа, со лекување, со не знам што, и патуваме во регион каде што има корона. Овде кога сме имале грип, налетуваме на корона. Дали ќе заболиме? Да. Затоа што реков, едното и другото заболување има различен причинител и не остава траен имунитет. За короната, веројатно, односно за COVID-19, малку се знае во моментов, за да знаеме дали остава имунитет, односно еднаш оздравен, дали во истата сезона или некоја наредна. Тоа веројатно ќе треба да се следи, да се види како генерално човештвото ќе одговори на овој вирус, бидејќи е, како што рековме, нов, односно од 15 декември. Човештвото секогаш се спрема за нешто ново. Значи, заразни заболувања кои што се некогаш биле многу атрактивни, многу актуелни. Пред себе, например, ќе речам маларијата. Младава генерација, еве вас ке ве земам. Вие не знаете за маларија, нели? Сме слушнале, но... Сте слушнале, ама не знаете што е. Зошто? Некои пензионери знаат. Знаете дека Македонија е ендемско подрачје за маларија? Не знаете. Кој знае, знае. Кој не знае, има право да чуе. Ние помладите. Ова беше добро. Значи, ендемско подрачје за едно заразно заболување означува дека во минатото или сега во поголем број на одредено место во поголема количина. Некогаш таму кај што биле блатата, во наводници мочуриштата, се чуле Катлановско блато, Моноспитовско блато, таму биле комарците и таму имало заболувања. Нашите дедовци и баби, лицата што биле војници во Балканските војни и Прва светска војна, најголем дел настрадале од маларија, од дизентерија и од заболувања кои што во тоа време биле атрактивни. 70-тите години е направена ерадикација на маларија во нашата држава. Што тоа значи во пракса? Ќе ме прашате, нормално бинго прашање, дали доктор Жарко имаме маларија во државата? Да. Како ви имаме? Имаме луѓе што ни доаѓаат од Африка со болест. Што ни фали? За да имаме и ние маларија да бидеме Африка. Так. Ни фали причинителот, плазмодиумот. Значи, имаме комарци, колку сакаме, имаме болен, не еден, него годишно 7-80, ни фали плазмодиумот. Овие три ги има во Африка. Кога не би бил плазмодиумот тамо, би се спровела ерадикација. Сега за овие заболувања што нас не интересира. Дали ова заболување може да се подведе под групата тешки смртоносни? Да, заради тоа што однесе 3000 луѓе. Значи не можеме да речеме луѓе ова е шега, ова не може, ова и не е баш така. Некој импровизира и некој дава лажни информации. Барем епидемиолошката служба сме 24/7 приправни за било кое заразно заболување во надзор
Следење, она што треба да го направиме како диагностички момент, а богами и тераписки момент. Ако тие 4 постулати ги имаме во една држава, не може да не изненади ни една болест. На прашањето сега коронавирус, што мислиш до кога ќе трае? Ќе трае. Зошто? Се додека имаме близок респираторен контакт, а тоа е начин на основно пренесување на вирусот. Ве молам, повторувам за нашите гледачи. Кивање, кашлање, зборување, близок респираторен контакт на повеќе од 1 метар. Значи, јас и господинот водител сме во моментот, јас и вие сме во ризик, а со господинот водител помал ризик. Зошто? Зашто имаме повеќе од 2 метра меѓу нас. Понатака, кивање и кашлање, или во марамче, или со подигнување на раката, за да некого да не го истушираш со својата пљувачка, така наречени флигиови капки. Второ или трето, чистота на раците. Затоа што поздравување значи се што е налепено на овие раце ќе отиде кај другиот човек. Меѓутоа, тоа се вика нормална хигиена. Значи не можеме ни се да збориме на некој, ние избилме топла вода. Миење на рацете не е топла вода. Меѓутоа, кашлањето на одредена површина, на која што моите капки ќе останат кашличави капки, плувачка или било што, од неколку часа до неколку дена вирусот може да остане активен. Што тоа значи? Јас сум се накашлал, вие со раците сте поминале на оваа површина, не сте ги измиле раците, сте се фатиле за очите, конјуктива или за уста, сте го пренеле вирусот. Така. Значи, тоа се некои постулати кои што на неколку ќе му речеме го пренесуваме она што е познато за нас, ама го пресекуваме ланецот на инфекција. Чим се пресече ланецот на инфекција, секое лице во држава и надвор може да биде заштитено. И она што без коментар за кинеските диви пазари, во кои што се продаваат домашни и диви животни, каде што се јадат многу непроверени храни, или посиромашните луѓе кои што јадат се и се што се продава на тие пазари. Меѓутоа, повторувам, ако тоа термички се обработи, се проврие, нема опасност од тоа. Меѓутоа, ја не знам тамо како е тоа доживеано, бидејќи не сме таа култура, немаме таква кујна, таков стил на живот. Меѓутоа, делот на луѓето мислат дека ако сега отидам ја во Кина, ќе се разболам. Не е така. Ако ги знаете овие постулати што ги знаеме ние, со било кого не од Ломбардија, од Милано, од кој год сака да дојде. Затоа нашата екипа, која што е во моментов на аеродром Скопје. Значи имаме аеродромска екипа на ТАФ, доктор и сестра. Екипа на Здравствен дом Скопје, Центар за јавно здравје, во моментов Институт за јавно здравје, доктор и техничар. 24/7. Доколку имаме случај, или малце подоцна да ви го раскажам алгоритамот, или можем ако ми дозволите, во пар минути, јер тоа е едно од прашањата кои што... Тоа е многу добро да го знаат, затоа Клучно е алгоритам. на засегнатите ќе ја спомнем. Алгоритамот е следен. При доаѓање на авион од Италија. Добро. Во моментот рековме дека регионите, еве ќе ја земам Италија за пример, меѓутоа ние ги следиме сите летови на Скопскиот аеродром. Така да, прво беше Кина, сега е Италија, затоа што имаме поголем број, а иначе атрактивни се сите. Слетува авионот, доаѓате на полициска и царинска контрола. Полицаецот го отвара пасошот и гледа име, презиме, од каде долетувате. Има заштитна маска, полицаец? Сега ќе ви обяснам. Значи, прво го отвара пасошот, гледа дека доаѓате од Италија. Така. Внатре пишува хипотетички. Граѓанин сте на оваа држава или граѓанин на таа држава. Живеете во Удине, во Венеција, во Торино, во Милано, во Верона, во Бреша, во Фиренца и така натака и така натака. На прашањето дали полицајецот има заштитна маска и заштитни ракавици. Ве прашува, има 5 прашања, зборуваме за гранична полиција. Ве молам, гранична полиција. Тој има алгоритам кој што ние му го дадовме и секој од нив ве прашува. Вие сте тој, од каде долетувате? Од Милано. Во Милано бевте колку време? Месец дена. Или 2 месеца унутра. Приватно или по бизнис? Приватно или бизнис не е битно за нас, меѓутоа за мене е битно ова, контактите. Ако сте биле приватно и ми речете, јас седев цел ден дома. Следното прашање е, дали дојдовте во контакт со некое заболено лице, за кое што знаете дека е болно или кое што има симптоми на корона? Тоа се двете круцијални прашања. Знаеш или се сомневаш дека си бил со некој што кивал, кашлал и отежнато дишал? Ако е да,
го тргнува на страна. Го вика нашиот човек што е таму. Му мери температура. Ако е температурата над 39 или 38,5, имате лице со епидемиолошки контакт бил во Италија со лица болни. Има 39 температура. Тоа е доволно за да го повика докторот. Докторот го става во изолација. Имаме соба на аеродромот за изолација. Во таа изолација му се зема бриз од нос и грло и тој бриз се носи на истражување кај нас во Институт за јавно здравје на вирусологија. За 4 сата ние имаме диагностика. Што со човекот? Човекот седи и чека резултат. Изолиран од останатата група во соба 4x4. На прашањето што потоа? Се докаже дека е негативен, му даваме флаер во пасошот, седете дома, резултатот ви е негативен, може би имате сезонски грип, доколку почувствувате било каква симптоматологија, ќе се јавите на еден од овие 10 броеви. 10 броеви имаме, Институт за јавно здравје 11 број и мој докторе, ало докторе 12 број. Кажете ми, за било која работа во држава имате информација на 12 броја да добиете? Не знам дали Телеком работи со 12 броја. Сакам да ви ја кажам подигнатоста на алертот. Да. Значи не е ова фалба, на флаерот има 12 броја. Што понатака? Имате две опции. Лицава што беа со господјата што е болна, тоа е круцијалното за мене, Да. се ставени во изолација. Заради тоа што првиот ден беа лица од две општини, Скопје и Струмица, беа ставени во домашна изолација. Немаме голем број во моментот, ги користиме можностите за домашна изолација. Во таа изолација 14 дена ќе проведат, 15-тиот ден ги тестираме, негативни, ојте си, живеете си убаво и нормално. Лицево што е болно, до оздравување нема надвор. Кога ќе биде здраво, го тестираме, ако е негативно, повели надвор. Така. Тоа е целата работа. И сега, Сања, ти најдобро го знаеш тоа, колку е овој протоколот, ова вака мора да биде. Колку е застрашувачки, затоа што имавме случај кога избегало некоја лице, нели, кажа во Штипската болница, напуштило од што се исплашил тој, дали се плаши од моментот дека можеби е заболен, некако како да ја создадеме таа доверба да не се плашат луѓето од тоа, што мора да бидат во изолација. Јас мислам дека има кај народот токму таа паника што се создава и со купување или празнење на рафтовите во продавниците, брашно, шеќер. Мислам дека не само што е нели паника од самата болест, туку овде постои недоверба во здравствениот систем, меѓутоа таа не од сега, од нели овој министер или претходниот Тодоров или не знам Таравари, туку барем јас колку што работам во Сител генерално, за вакви работи постои некоја недоверба кај народот дека дали ќе навистина се подготвени, дали ќе добијам соодветен третман, дали ќе има каде да ме сместат во болница, има ли доволно простор и така. Меѓутоа може да кажам дека не само сега за короната, најголема паника мислам во нашава држава почна во 2005 кога беше птичиот грип, како нешто непознато, иако тогаш се знаеше дека нели не се пренесува меѓу луѓе, меѓутоа имаше на таква паника каде што за секое умрено пиленце или не знам гула по улица се правеше паника, па се испраќаше кокошка на тестирање во Лондон, па тоа беше главната вест во медиумите дали кокошката замина за Лондон. Петле од могила. Да, од могила, петелот од могила. Па помина таа фама, еуфорија, паника, веќе сега на птичиот грип се гледа како и нели на секој како и грип. Па дојде свинскиот грип или сега веќе има стручни име пандемски H1N1. Тогаш беше добро, тогаш и оправдана беше паникава, имајќи во предвид бројот на заболени, па имавме ние повеќе од 30 смртни случаи во нашава земја. Па помина и свинскиот грип, па дојде еболата, па имавме сомнителен случај, па паники, па затварање на хотели. Така да мислам дека секогаш имаме паника, меѓутоа како да е она краткотрајна, значи ќе се направи на еуфорија, ќе ни дојдат, ќе имаме заболен или сомнителен и некако народот. Ситуација нити наликува тебе лично, бидејќи најмногу се занимаваш со ова, дека е поинаку од се она до сега ништо од сето тоа што сме го до сега поминале. Секако како што каже и докторот, се уште ние немаме нели официјално короната колку е нели опасна, колку може да биде заразна или колку може да биде смртоносна, меѓутоа од она што сега го гледаме и што го слушаме и што го пренесуваме, не ми изгледа така на толку панично. Представам дека имаш и ти прашање за доктор Караджовски. Мене ме интересира, постојано се спомнува Скопскиот аеродром.
Имам уште еден аеродром, тој е Охридски, не знам дали таму исто се, бидејќи не се споменува, и што е со ние, гледам генерално на социјални медиуми, се реагира што ако влезе низ Табановце, што ако влезе од Грција човек, зашто само аеродромите се постојано се потенцираат. Значи, на Комисија за заразни болести се размислуваат и се разгледуваат сите опции. Значи, ако некој има едно прашање, ние таму имаме 101. Прво, пред пар години се договоривме на ниво на државата, а согласно протоколите на Светска здравствена ECDC, Европскиот центар за мониторинг на заразни заболувања, European Center for Disease Control, да направиме points of entry, точки на влез во државата. Точка на влез во државата во моментов е аеродромот Скопје. Кај него имаме, ви реков, во секој момент 6 до 8 доктори и медицински сестри присатни за да интервенираат, освен на човек ако му се слоши и добие инфаркт, за да ги разгледа и овие работи, и пред се многу голема соработка што ја поздравам со граничната и царинската служба. Граничната полиција и царинската служба. Понатака, подигнато е нивото на чистење и дезинфекција на аеродромот, заради голем број на луѓе што може да се соберат на исто место. Не знам дали знаете, може би не знаете, подигната е нивото на чистотата и во јавниот превоз. ЈСП Сабајле и на ручек и навечер ги прска, а оние автобуси кај што нема патници. Сабајле пред да ги качи првите и навечер кој ќе заврши се чистат и дезинфицираат. Договор со јавно сообраќајно претпријатие од наша страна. Трето, зашто ме прашавте, а ви реков, ви климнав со глава. 5 точки на влез во државата се одредени од каде што можат организирано да влезат тури. Тоа е Табановце, Богородица, Чафасан, како се вика, Крива Паланка и аеродромот Скопје. Деве Бајр. Деве Бајр. Ја го викам Деве Бајр, управо сте. Значи, на овие 5 точки имаме во секој момент. Зошто се тие одбрани, ќе ме прашате? Зошто тие? Те се најфреквентни, брат. Најфреквентни, и второ што е најбитно за нас, имаме најблиска епидемиолошка служба. За Деве Бајр имаме Куманово, Кратово, Паланка. За Скопје имаме Куманово и Табановце, нели, врзани се. Да. За Охридскиот аеродром важат истите правила, со истите параметри, со истите луѓе, со истата опрема. Само за разлика од аеродромот Скопје, тамо со пиштол термометри, така наречени пиштол термометри, се доближуваат и се мери температура. Сте ги виделе во Кина, ги имаат, истите ги имаме и ние. Значи имаме епидемиолошка служба во Дебар, во Струга и во Охрид. И затоа е избрано аеродромот Охрид и Чафасан, за да го покрие југо-западниот дел на државата. Северниот дел, рековме, Табановце, источниот дел Деве Бајр, јужниот дел Богородица, при што епидемиолозите од овие градови во секој момент се на позив, оној момент кога граничниот полицајски утврди дека нешто се случува или дека има сомнителен, повторувам, сомнителен, ние не сме го истестирале, сомнителен патник кој што ги има овие симптоми, а бил во она означено подрече што нас ни треба. Тој истиот епидемиолог зима материјал, се носи во Скопје, за 4 сата има диагноза. Ќе ме прашате зошто се случи инцидент, ја би го рекол инцидент или недоразбирање со патникот од Штип. Патникот е од Виница, со своја сопатничка од Хрватска. Во исти момент која му било речено дека бил во комбето, заедно со болната, каде што се возеле 20 сати во комбе 2 на 4. Ме разбирате што сакам да кажам, во кој што секој кивал и кашлал 20 сата и во кој што сите биле на купче. Сите се ставени во медицинска изолација. Тоа е медицинскиот термин. Ве молам да не грешиме со карантин. Карантин е едно, изолација е друго. Карантен потекнува од францускиот израз 40 дена. Значи, тоа не е тоа, изолацијата е друго. Во моментов на тој човек, возачот, му е земен материјал и дури еден шпекулативен имаше јавување од медиумите, дека човекот е возач на комбето и е болен. Значи, човекот е здрав, потврдено, диагностички е здрав во моментот. Недоразбирањето биро што велиме, Сања убаво рече пред малку, неинформираност на човекот кој што мисли дека кој знае што ќе му прават сега, ако го стават во некоја домашна изолација. Што значи во суштина домашна изолација?
прави, живеј дома како сакаш, живеј со кого сакаш, прави што го сакаш. Меѓутоа, препорачливо е од наша страна да ставиш маска, бидејќи си бил со болно лице, и да обстојуваш во другата соба, ако има можност. Понатака, ако имаш течна вода, течност вода или било што, не се микај што се мијат сите други. Значи, на никого не му се прави ништо, нити му се дава било какви лекови, нити било каква друга некоја смртоносна терапија. Едноставно, на телефонски повик, да, добар сум, да, не ми фали ништо, да, добар сум втор, трет, пети ден. Некој ќе рече, ама ми е ограничено движење. Да, ограничено ти е движење. Зошто? Па ја штитиме државата. Значи, едноставно, тоа екстра што го штитиме него во изолација, оној момент ако има проблем ќе се јави. Меѓутоа, на прашањето што неколку пати го одговорав овие денови. Си бил на погрешно место, во погрешно време со погрешни луѓе. Си го потенцијално си можел да бидеш заразен, заради тоа те ставаме во изолација. Заради тоа нема ништо, а ти фали 14-тиот ден. Замислете сега опцијата 80.000 луѓе во Кина, ако има тие просечно 2, 3, 4 у фамилија, и е тоа пола милион луѓе. И па пола милион луѓе, а и на овие умрени веќе ќе ги земе. Сега во Италија имаме 1128. Имаме во Грција, имаме во Кроација, имаме во Германија, имаме во Франција над 100. Имаме во Шпанија, едно време сите викаме во Шпанија нема, па сега со Сања зборевме пред малку, Барселона е сега проблемот. Не знам кој од вас колку гледате спорт. Вчера немаше утакмица Милан, Интер, Јувентус, Верона, Торино. Се е одложено. Све е одложено. Забрани сите, да. Значи, ако е така тамо, на 1000 болни, зошто ние да си дозволиме луксус, пазите, луксус велам, да некој после не оптужува, чекајбе, вие бевте епидемиолози? Да. Ако сте епидемиолози, зошто не посаветувавте што треба да се направи? Во соработка, ве молам, со Министерство за здравство, локална самоуправа, се дојде до заеднички заклучок дека во моментов нема потреба да се стопира наставата во училиштата. Точка. Има потреба заради доаѓање на наши странци во наводници, лица што работат во Италија, Милано и Торино Виего, на панаѓурот во Струмица и во Прилеп. Затоа одлучивме после долго размислување и комуникација што се добрите страни, што се лошите страни на престанокот на функционирање на тој карневал, дека ја знам дека на некој можеби се спрема година дена за тоа и дека сака да се презентира, а бога ми да заработи нешто. Меѓутоа, за мене секој заболен или умрен е 100%. Значи, финансиската конструкција ја ставам на страна, за мене се луѓето битни. Ова го зборам од хуман и социјален аспект. Заради тоа договоривме вчера најголемот дерби во македонска кошарка, МЗТ работнички, кај мене на аеродром, нема публика. Иначе тоа би било 5000 публика и со сите особености на едно дерби. Меѓутоа, кога стално размислуваме вака и во контакт со министерот, а тој со градоначалниците, моето беше и пред премиерот и пред министерот дека ние сме дојдени во состојба кога можеме нешто да преземеме, а би било жалосно, познавајќи се себе и колегите што работат со мене, да не превземеме нешто, за да не се искомплицира работата. Сања, предоставам дека имаш ти некој прашање на прес, обично тоа се брзо оди, еве го тука доктор Кражовски може би нешто по-конкретно да го прашаш. Бидејќи сега зборуваше за мерките, синоќа читав дека Хрватска, односно нели Хрватското министерство за здравство бара да се стопира и оној здравствен туризам, значи да не примаат луѓе што им доаѓаат од Италија, посебно стоматолошките услуги. Имаме ние таков здравствен туризам. Имаме во особено во сегментот на стоматолошките услуги. Дали како комисија, како епидемиолог и вие би размислиле на тоа поле или како велите вие подобро да се спречи од која се лечи? Значи, Сања, умесно ти е многу прашањето, меѓутоа за разлика од Хрватска, која што е со Италија гранична држава, нели? И Риека е се што е во Истра, репутација најдобро е Риека. Сега веќе има случаи во Загреб и во Риека, значи лица што контактирале меѓу себе. За мене е битно ова прашање, заради тоа што ние сега во моментот некој ќе ми рече чекај имаме два случаја или три случаја во Солун. Дали Солун во моментот представува ризик за Гевгелија или дали Северна Грција представува ризик за Македонија? Ја би рекол не, во моментов. Меѓутоа, доколку се искомплицираат работите на денешен ден во понеделник состојбата е ваква. Доколку се случи од сите страни да бидеме притиснати, случаи во Бугарија, во Србија, во Албанија, во Грција, а Македонија не може да биде острво. Ве молам, за ниедно заразно заболување со оваа динамика на трговија и транспорт и услуги не може. Значи, овој тип на одлична размисла,
Зошто? Заради тоа што на тие институции, приватници или било што, кои што се занимаваат со здравствен туризам, стоматологија и било што, ќе им се наложи, се забранува контакт со лица од Северна Грција. Чим ќе видиш Северна Грција, Тесалоники, врати се назад, чао. Меѓутоа, ние не сме се уште дојдени, јас сакам да остане на ова ниво, да остане со луѓе во изолација и со еден болен. Остане ли така, ние сме ја завршиле работата. Затоа што ве молам, еден ден ова ќе заврши. На нас епидемиолозите ќе биде љагата ако нешто не чинело или не сме му предложиле на министерот, зашто знаете, министерот е неврохирург, он е политичар. Тој се испроведува она што владата замислила. Меѓутоа, јас сум професионалец. Ја немам врска со овој, оној или оној. Мојата е науката. Ајнштајн, односно се зезам Ајнштајн за науката, односно за медицината. Што рекла медицината во овој момент, ја го предложувам. Ако некој не го прифати, тоа е негов проблем. Јас знам што ќе излезам и што ќе кажам. Овие мерки ги спроведува цел свет, овие мерки ги имаме и ние. Опремата што ја имаме е стандардна што ја има цел свет за оваа намена. Ги лекуваме и немаме уште употребено све. Ве молам, Гостивар, Велес и Штип е локација депанданси, што викам ја, за евентуално болни. Таму имам преку 90 кревети. Спремен сум 90 луѓе да дојдат потенцијални болни. И на инфективна клиника, оние што ќе бидат најтешки болни. И на крај ни останува изолација во домашни услови под било какви мерки. Знам некој ќе ме осуди за тоа и ќе ми рече, чекај, зарем имаше потреба од полициска присмотра? Да, секоја ригорозна мерка која што ќе даде успех, за мене е успешна мерка. Без разлика дали некој ќе рече вака или онака, Human Rights биле вака или онака. Јас гледам да си ја спроведам својата работа. Истражните органи гледаат да си ја завршат својата работа. Ако со успех се заврши и тоа лице нема никакви компликации, за негово добро сме му дали да одмара 14 дена и биде се како треба. И уште нешто што веројатно можеби некој прашање ќе ви дојде, ме прашаа деновиве, што со тие луѓе што се враќаат од Италија? Направивме компромис со владата и со фондот, дека сите луѓе што биле вработени, наши граѓани, а што биле во Италија, на туризам, на Fashion Week, господјо во Милано, дури ако читате, ние мушки гледаме сајмот на автомобили во Женева е одложен, веројатно на сите многу им значи тоа. Понатака, некој љубител на фудбал ќе отиде да го гледа Интер, Милано, Јувентус или не знам што, им велиме, повраќањето ваше во нашава држава, ве молам, седете дома 14 дена. Некој ќе рече, као, супер ишка, не сум болен, ништо не ми фали 14 дена. Ние ги имаме под надзор. По предпоставка дека ќе се случи нешто, ќе ни се јават. А плата за тој е 15 дена им оди. Значи, државата инвестирала во нивното здравје. Ние сме инвестирале со тоа што имаме надзор врз нив, а за учениците исто така што биле на школување, на некакви екскурзии или не знам што. Меѓутоа, матурските, ве молам, ова за јавноста е битно, матурските екскурзии во Италија се стопирани. Да не речам сторнирани, затоа што може би некој ќе ги направи во календарската 2020 година. Во моментов сторно стоп, нема матурски екскурзии. Школо, да, има, оние ученици што биле овде ќе учат. Тие деца што биле во Италија ќе седат дома 2 недели, 14 дена максимална ингубација. Се надевам, уште оваа реченица, еден ден сите ќе бидеме среќни и ова ќе заврши, да се надеваме со помал број, со помала штета и тогаш јас ќе бидам среќен. Затоа што и ланската година, еден ден, па дури видов едно непристојно, некоректно однесување во смисол, доктор Хаус ме нарекува, знаете кој е доктор Хаус од сериите, зашто докторот им кажал што треба да се превземе за да се запре епидемијата на морбили. После 54.000 вакцини, нема епидемија, нема морбили више, па чив е успехот? Некој ќе рече, моје, не е твој бе, батка. На оној или на оние што мака мачеа и на оние што нормално презентира она што е и затоа сте двајцата тука за ова Па со Сања, бога ми се знаеме 15 години. Го завршуваме ова наше денешно издание со благодарам што благодарам и на вас што ме повикавте. Помогнавте и да се надеваме дека следната прилика ќе зборуваме како успешно само со еден случај минало се во. Да се надеваме дека така ќе биде. Благодарам уште еднаш на повикот. Се што е до мене ќе сторам и јас и колегите од Институт за јавно здравје, центрите за јавно здравје,
низ Републиката, Министерството за здравство, инфективна клиника и сите лица од гранична полиција па до сите институции што се инволвирани во овој проект. Сањи, тебе ти благодариме, ти веќе денес во Централните вести повторно ќе имаш нешто од најавена пресконференција, повторно ќе си имаме, така со Министерот два пати дневно. Два пати дневно. И се надеваме дека и како телевизија, која што е општествено одговорна, нели, ќе допринесеме да се информираат граѓаните се тоа што се случува е поврзано со овој вирус. Така и ние малку помеко од епидемиологот да кажеме дека имаме сите општествена одговорност да постапуваме по овие протоколи, еве за најблиските, ако не гледаме пошироко за нивно добро, така што ништо не е толку страшно, па и таа придружба од полиција. А и оној пиштол кој се спомна, тој само за мерење, не е температура. Не е толку страшен, да. Ние со односи со јавност се занимаваме, знаеме како може нешто да испадне. Пиштол за мерење на температура на така е. со допири. Така од близина. Ви благодариме. И вам. Се гледаме јутре. Имајте убав ден, поздрав.